како долг, вика, да платите колку е долго, толку е каматата. И тоа го исплатив и тоа, колку долго, толку каматата. И па се јавувам, кога тоа се целото, вестам си запишувам колку што и се јавувам. И им кажам дека јас више долго да го исплатив и што понатака, зошто викам ова да престане. Не вика, какво престанување, вика, уште 100.000 должите. Од каде викам 100.000 луѓе, викам. Очите зборуваат повеќе од душата, но зборовите кои ги кажува оваа жена ја покажуваат тежината на нејзината судбина. Срамот од неправдата со која живее секој ден, не сака да ја урне гордоста и реши вистината да ја раскаже без откривање на нејзиниот идентитет. Во минатото, кога таа и нејзиниот сопруг останале без работа, им се натрупале повеќе сметки за струја кои не можеле да ги платат, а банките не им одобрувале кредит да ги подмират. Таа објаснува, никогаш не сакале да побегнат од долгот, барале работа и начин како да го подмират. Но годините поминале и дошол денот на наплата. Во заостанатите долгови затекнале сметки од 1999 година, по некоја од 2004 и 2006, а последната била во 2010 година. Еден ден нејзиниот сопруг добил известување дека имаат неплатена струја во висина од 100.000 денари, а со пресметани камати и трошоци кон институциите стигнала над 460.000 денари. Веста била кобна за ова семејство. Сопругот добил мозочен удар, а во тој момент никој не дознал зошто. По извршените операции го загубил и помнењето. Неколку месеци по оваа трагедија банката ги известила за долгот кој институциите ги имаат кон нив. Кога отидов да ја земам пензијата на мажот ми и сакав да извадам пари и тогаш таа ми вика, па вие немате толку пари, вика. Викам, како немаме? Викам, ова е на мажот ми, нема оваа, викам, сметка. Па нема ни тој, вика. Викам, како, викам, човеков, викам, во тоа време, викам, земеше 20.000 пензија. Нема, вика, толку. О, вика, вистина, и вади чекчик, вика, вистина. Па вие, вика, се дадете на извршител. Како, викам, на извршител? Да, вика. И ја од тука, што да направам, а викам, кај треба да отидам, не знам каде да отидам. Ќе одите во Пион, вика. Таму, вика, ќе ви објасна што како. И одам јас во Пион, ја кога го земам тоа, кога читам, што ќе видам? 465.000 и 540 денари беше. Леле, што да правам сега? Што да направам сега? Од тој ден почнала битката со институциите. Откако ја посетила компанијата, се упатила кај извршителката со надеж дека долгот кој го соопштиле е една голема грешка. Таа ми го дава решението, еве го и решението тука. Ми го дава решението, вика, потпишете се овде, дека се, викам, ја не сакам да се потпишам. Абе, ништо не ви правам, вика. Потпишете дека си го взела решението. И ја не знаеш што да направам. Станав се потпишав, го земав решението. Кога читам натре, не знам што да направам. Се заминав дома, плачам што да направам. Околу 8 години, секој почеток на месецот доаѓа горчината и ги подсетува на тежината на која се уште не и го гледаат крајот. Остануваат да бидат подмирени уште 250.000 денари, кои доколку не ги платат, ќе останат во наследство на нејзините деца, бидејќи долгот не застарува. Правдата ја барала преку адвокати, се обратила до народен правобранител, талкала од канцеларија во канцеларија на судовите, се обидала да ги омекне извршителите. Приказната ја раскажала на секоја врата. Сите ја слушнале, но никој не успел да ја помогне. Кај да ги најдам тие пари? Ама никој не може да те разбере. И тогаш се молев да ми се намали баре работата на 1/5. Прем да плаќа помош. Не може така. И сето тоа така остана и више не можам да одам, мажот ми не е добар и не можам да трчам поќе. Оваа приказна е само една од судбините на семејствата жртви на високите каматни стапки во минатото, од заостанатите долгови кои стигнале до извршителите. Но важно е да се напомене дека во вакви постапки на компанијата и припаѓа само долгот кон неа. Преостанатите трошоци, како во овој случај, се камати за изминати години, судски и административни трошоци и на крајот наградата на извршителот.